денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Детското одделение во Охридската болница повторно работи во 3 смени. Свечена седница по повод 11 октомври, денот на народното востание. Напуштените мрежи духови се проблем кој треба да се решава во континуитет и на двете страни од езерото. Еден златен и 2 сребрени медаљи за учениците од Ванчо Питошевски на меѓународниот надпревар Гатус 2025-та. Израелската војска се повлекува од Газа, илјадници палестинци се упатија кон северна Газа. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со локална облачност и максимални 17 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро и студено време со локална облачност. Во сабота во поголем дел од Европа ќе превладува претежно сончево и топло време со дневни температури кои што се над повеќегодишниот просек за овој период од годината, благодарејќи на широк антициклон чиј центар се наоѓа над британските острови. Над Северна Европа се задржува циклонска активност, која што условува локални врнежи од дожд во делови од Скандинавија, Балтичките земји и на Пиринејскиот полуостров. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде топло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе се движат помеѓу 15 и 24 степени. Во Македонија во сабота, по студеното утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 1 до 11 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 50 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 22 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен северозападен ветер. Минималната температура од 6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во недела, по студеното утро и температура од 5 степени, во текот на денот ќе имаме претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 17 степени. Во понеделник претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 17 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник ќе имаме претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 4 степени, додека пак максималната дневна до 15 степени. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. По 4 години детското оделение во Охридската болница започна повторно да работи во 3 смени. Конечно е решен проблемот со недостиг на лекари педијатри и обезбедување здравствени услуги за најмладите од Охрид, кои изминативе години беа принудени да патуваат во Струга. Повторно започна со работа детското оделение во Охридската болница. По 4 години откако беше затворено поради недостиг на педијатри, конечно се обезбедени 6 специјалисти за исполнување на тросменски дежурства. Конечно децата од Охрид, ноќе во викенди за празници нема да мора да патуваат во Струга. Потребните здравствени услуги ќе ги добиваат во Охридската болница. Ќе искористам оваа прилика и да се заблагодарам и на колешките и на персоналот, значи на оделението за педијатрија, кои што се нафатија и знам колкава жртва прават за ова да се оствари, меѓутоа дојде крај на тој проблем, ова оделение уште повеќе ќе се екипира. Во претходните месеци, значи, се извршени и одредени реновирање и санации на оделението, за да се создадат едни оптимални услови за функционирање на оделението, значи се изврши санација на санитарните чворови, се изврши модернизување на целото оделение. Ево сакам да искористам прилика да најавам дека во момент е изготвување на проект за целосно реновирање на ова оделение, со што ветувам дека наредната година ова оделение ќе прерасне во едно од поубавите детски оделенија во нашата држава. Во еден месец на детското оделение во Охрид се извршени околу 1000 прегледи, а биле хоспитализирани 50 на деца. Имаме 5 доктори кои што се моментално на специјализација. Најбрзо колега што треба да дојде за минимум од прилика 2 години. Ние сме сите специјалисти. Работиме постојано, значи фреквенцијата на пациенти обично е околу 500 на прегледи дневно. Нормално бројот на прегледи е значително поголем за бројот на викенди, кога не работат тематичните лекари. И најголем број од дечињата ги водиме преку дневна болница. Детското оделение изминативе години работеше само како амбуланта, а децата од Охрид се згрижуваа во Струшката болница. Најкритично беше во време на вирози, празници и во текот на туристичката сезона. Општина Охрид одбележува 84 години од 11. октомври 1941, кога македонскиот народ се крена на востание против фашистичкиот окупатор. На свечената седница по повод денот на народното востание беше искажана почит кон храбрите партизани и партизанки во народно-ослободителната и фашистичката борба. Нивниот непокор и жртви се темелите на македонската држава и слободата во која живееме денес.
Со свечена седница денеска започна одбележувањето на 11 октомври, денот на народното востание на македонскиот народ против фашизмот. Седницата во големата сала на општина Охрид започна со проекција на видеозапис за Охрид во времето на Втората светска војна и за борците од Охридско кои ги положија животите за ослободување. 11 октомври е жива меморија. Тоја представува свесноста и сплотеноста на една генерација која избрала да не молчи, со решителност поголема од стравот и со силна идеја посветла од темнината на робството, истакна во своето обраќање пред присутните градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Охрид деваца даде многу храбри луѓе за оваа слобода која живееме денес. Тоа не се само имиња на споменици, тоа се нашите предци, нашите роднини, соседи и пријатели, чии животи се вкаени во слободна Македонија. Нивната жртва е темелот врз која е изградена нашата држава. Денес ја имаме честа да им одадеме достојна почит, но не само со зборови, туку и со ветување дека нивната борба нема да биде заборавена и дека ќе го чуваме нивното големо дело како аманет за идните поколенија. Почитувани, слободата која имаме денес не е само привилегија, таа е наша одговорност. А затоа треба да ја вреднуваме со знаење, љубов и решителност. Да продолжиме да бидеме своји на своето и горди на се што е македонско. Благодарение на пожртвуваноста на храбрите борци во народно-ослободителната и антифашистичка борба, ние живееме во слободна и независна македонска држава, сон на многу генерации кои оставија аманет да ја чуваме со крв спечалената слобода на нашата татковина, кажа во своето обраќање председателот на Општинската организација на Сојузот на борци и поддржувачи од Охрид и Дебрца Гоце Георгиевски. Сега, кога имаме самостојна македонска држава, кога имаме долго очекуваната слобода, нашата најголема одговорност е да не дозволиме нивните жртви да станат залудни. Храброста се покажува тогаш кога треба да се даде живото за својата татковина. Но храброста се покажува и тогаш кога треба да се живее за неја. Не смееме да дозволиме нешто што е создавано со векови да дојде во опасност, да биде загубено за миг. Минатото го пометиме, историјата ја почитуваме, а иднината ја градиме. Единствениот пат што сакаме да го изодиме е патот до модерна, демократска, перспективна и европска Македонија, како подобро место за живење за сите нејзини граѓани. Присутните имаа можност да проследат монодрама извадок од романот Пиреј од Петрема Андреевски во изведба на актерката Адријана Билаловиќ Тодороска, песни со мотиви од народно-ослободителната борба во изведба на академските музичари Мила Тренеска, Дарио Тренески и Билјана Буџаковска, а културно-уметничката програма ја заокружија играорците од КУД Гердан од Бисери. 172 рибарски мрежи само на македонската страна на Охридското езеро беа извадени годинава, по четвртата поред акција за чистење на езерото од напуштени мрежи духови. И понатаму доминираат мрежите за лов на пастрмка и белвица, но тие се закана за целиот жив свет во езерото. За опасноста од напуштените мрежи во езерото денеска се говореше на работилница насловена "Невидливи мрежи, видлива закана" во организација на јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид. 172 мрежи или 11 километри во вкупна должина извадија нуркачите годинава од Охридското езеро само на македонската страна во активностите за отстранување на напуштени мрежи духови. И понатаму доминираат мрежите со димензии на окца за лов на пастрмка и белвица. Но овие напуштени мрежи духови не ловат само риби, туку ловат и птици, ракови и воедно уништуваат живеалишта на многу ендемски видови. Мрежите ги отстрануваме на територија каде што се наоѓаат природните рибни плодишта на пастрмката, но не живее само пастрмката, таму живеат и многу видови. Ова е целно за да овозможиме успешен вештачки мрест за неколку месеци следната година, за да ја одржиме популацијата на пастрмката на биолошки оптимум. Мрежите духови се глобален и континуиран проблем кој не може да се реши еднократно или со повремени инцидентни акции, потенцира Илик Боева од јавната научна установа Хидробиолошки завод. Таа апелира на прекограничен напор и чистење на Охридското езеро од македонска и од албанска страна.
Езерото се дави во присуство на овие мрежи. И она што ние го отстрануваме е само мал процент, мал број од тоа што во езерото постои. Верувајте дека и само ова да е наша единствена активност, би имале работа за секој ден во 365 дена во годината. Нуркачкиот центар Амфора во континуитет е дел од активностите за отстранување на мрежите духови од првата акција која се спроведе во 2017 година. Нуркачите велат дека мрежите фатени во карпите ги има скоро на сите длабочини на различни локации и скоро секаде каде нуркаат наидуваат на нив. Тоа е еден континуиран проблем на кој работиме веќе подолго време. Работата во вода е тешка и ризична. Пред се работиме во услови на слаба видливост, на многу мала температура и овие мрежи се најчесто заплеткани околу карпи и лепдат чисто долу на дното на Охридското езеро. Потребна е тимска работа за безбедно да се отстранат сите овие мрежи. Пред се користат некои специализирани алатки во форма на специјални ножеви и бови за да се извадат горе на површината и потребна е тимска координација за сето тоа безбедно да се изведи. Со четвртата акција за отстранување на напуштени, изгубени, заборавени, така наречени мрежи духови, годинава беше опфатено и Преспанското езеро, но поради заматеноста на водата таму биле извадени само 2 мрежи. Активностите се финансирани од програмата за поддршка на рибарството и аквакултурата во делот за рехабилитација на природните води преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ги спроведува Хидробиолошкиот завод во соработка со Државниот инспекторат за земјоделство, Регионален центар за граничен надзор Запад, Капетанија на пристаништа, Камп за обука на вода на Арама и јавното претпријатие Билјанини извори. Учениците од Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски од Охрид од надпреварот Гатус се вратија со 1 златен и 2 сребрени медали. Во периодот од 5 до 8 октомври се одржа 13-тиот меѓународен надпревар на ученици од угостителско-туристичките училишта Гатус 2025. Домакин на надпреварот беше угостителско-туристичката школа од Бар, Црнагора. На надпреварот учествуваа 10 училишта од поранешните југословенски републики Македонија, Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црнагора. Македонија ја представуваа ученици од Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски од Охрид. Учениците се надпреваруваа во следните дисциплини: готварство, угостителско послужување и подготовка на 3-дневен туристички аранжман. Учениците од училишниот центар Ванчо Питошевски од Охрид освоија 1 златен медал за туристички аранжман и 2 сребрени медаљи во готварство и угостителско послужување. На учениците и менторите им беа доделени дипломи за учество и за освоено прво и второ место. Домакин на следниот надпревар Гатус 2026 ќе биде градот Приедор во Босна и Херцеговина. Носителот на советничката листа, предводена од СДСМ, Јане Тодоровски, денеска ја презентираше програмата за туризам за која рече дека е насочена кон нова, одржлива и инклузивна визија за Охрид како конкурентна и модерна туристичка дестинација, која ќе го почитува УНЕСКО статусот и ќе донесе подобар живот за сите граѓани. Со оваа програма, целта не е само да го зголемиме бројот на туристи, туку и да изградиме одржлив туристички екосистем, кој ќе го вклучи локалното население, ќе ја заштити природата и ќе донесе долгорочен економски раст, посочи Тодоровски. Ќе формираме туристички совет, што ќе ги координира сите активности и политики во секторот. Ќе го реинсталираме туристичкото биро како сервис за посетители и промоција на Охрид. Ќе воведеме целосна дигитализација, мобилна апликација, електронски резервации и информации. Ќе обезбедиме специјализирани паркинзи за туристички автобуси за поуреден град. Ќе понудиме стручна поддршка за искористување на ИПАРД фондовите. Дополнително, ќе развиеме вински, ловен, здравствен и рекреативен туризам. Ќе ги заживееме традиционалните занаети, а Охрид ќе го промовираме како град за дигитални номади и интеркултурен центар. Но она на кое што сакаме да ставиме особен акцент е заживување на Охрид во текот на целата летна сезона, не само во текот на неколку дена. За таа цел ќе развиеме понуда која ќе го опфати цело лето, секој ден со програма за различни целни групи.
која ќе го смести Охрид во водечките туристички дестинации како светските метрополи. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен викенд.